Да, се враќаме во студиото, почнуваме со дебатниот дел. Како што кажавме, тука е господинот Димче Петровски, поранешен армиски генерал. Господине Петровски, добро дојдовте во студио 10. Добро најдов. Вие сте, генерале Петровски, интересен бидејќи и самиот се обидовте да влезете во една председателска трка, тогаш се обидовте да се ангажирате и во политичкиот живот. Ги наблюдувате сега и ова што се случува околу прво сега собирањето на потписи за председателски кандидати. Интересно е што оваа година имаме многу кандидати, значи 11. Имаме и од партиите, имаме и многу луѓе кои се независни, се обидуваат да влезат во кандидатурата. Па така е, како за влез во разговорот, очигледно дека таа председателска функција е доста привлечна во Македонија. Па не знам, не би рекол да се работи за привлечност и така. И нормално е, има луѓе кои се чувствуваат способни да се нафатат за една таква сложена функција и ворете тоа, и тоа нема никаков проблем. Така да, дај Боже да имаме многу такви луѓе што мислат дека можат тоа да го направат, да имаат компетентност за тоа, да имаат минат труд кој обезбедува дека ќе извршуваат таа функција како што треба, да му служат на народот онака како што народот очекува од нив. Но претпоставувам дека нема тука проблем, но сепак интересно е кога некои кандидати се обидуваат да влезат во председателска трка, а го немаат тоа што вие го зборувате. Немаат компетентност, немаат минат труд, немаат бекграунд. Туку едноставно, ајде да речеме, народски карикираме, решиле да бидат председатели и ајде сега ќе се кандидираме. Дали е потребно малку осе да се има, ајде да кажем. Да. Да, разбирам што сакате да кажете со тоа. И сега, кај нас имаме еден проблем. Се водиме на председателски избори, кандидати истакнуваат партии, има независни, така, значи са независни партиски кандидати. Дајте денеска како независен да се кандидирате кандидат за председател и да собирате потписи, се малку ќе се нашаламе полесно, ќе отидете до месечината, него ли како независен да соберете 10.000 потписи и така натаму. И се тоа не е работата дали се тие понеспособни или способни така. Многу е важно кој стои позади таа кандидатура и оние кандидати што се предложени од страна на политичките партии, поготово на овие поголемите политички партии, они се во многу голема предност во однос на овие другите кандидати. Сега, знаете, одите во председателски избори... Зборувате за партиските, така? Да. Дека се во предност, да. Одите се подготувате за председателски избори, така и сега однапред го знаете резултатот. Председател ќе биде кандидатот или од едната или од другата најголема политичка партија и тоа са народот нели ќе се одлучи, расположението е такво. Ќе видиме кампањите какви ќе бидат, кој ќе успее подобро да ги убеди граѓаните дека со нивниот кандидат ќе се подобрат одредени состојби. А сите други, исто од партиски кандидати, они однапред знаат дека нема да бидат председатели. Меѓутоа, ова е многу добар момент за да си го измерат рейтингот, да видат колку луѓе би гласале утре на парламентарните избори за нив и така натаму, и они тоа така го користат. Не исклучувам некои можни изненадувања од тоа, меѓутоа праксата покажува дека досега дека такво нешто не може. Овие независните сами се борат, тоа е многу тешка работа да собирате потписи. Тоа го правите сам и треба или со одредени пријатели кои треба да ја помогнат и така натаму. Додека овие што 10.000 потписи е сепак сериозна бројка. Сериозна бројка, е многу тешко да се тоа собере, затоа што и начинот на кој на собирање на потписи е една процедура која ја усложнува таа постапка. Немате на сите места во државата места каде што Државната изборна комисија одредила каде се собираат потписи. Па сега треба луѓе од еден град да водат специјално од друг град за тоа да го направат, па така и тоа многу ги усложнува процесите. Како и да е,
состојбата е таква како што е и ќе видиме понатаму како ќе се одвива работа. Да, тука има некои интересни моменти. Ова што вие го кажавте, прво во однос на партиите кои велите дека е многу им е полесно да добијат кандидати или да победат на овие избори, но тука ја имаме и ајде да речеме другата страна на медаљата, бидејќи сепак за тие луѓе треба да излезат да гласат гласачи. Сега, кога ги прашате луѓето однос на општествената, економската, политичката состојба кај нас во изминатите 3 децении, секогаш ќе ви кажа дека ќе се пожалат на партиите, на партизацијата, на овие, на оние, без разлика кој за кого е. Но кога доаѓа момент за гласање, сепак луѓето тешко се решаваат, како што вие велите, за независни кандидати, за личности со интегритет. Секогаш сепак одат кон партиско решение. Зошто е тоа така? Па очигледно имаме одредена партиска поделеност, ние моментално во државата. И имате ваковен пример, ја ги така нарекувам, традиционални гласачи за одредена партија. Знаете, има некој ако гласал 30 и повеќе години за одредена партија, и он си продолжува со тоа да си гласа за истата таа партија, надевајќи се дека нели ќе биде добро, ќе биде подобро и така натаму и така. Многу е важно на крај на криштата, не е битно за кого ќе се гласа, кој ќе победи, кој ќе владее и така натаму, многу е важно како ќе се после владее. Постојат две категории, власт и владење, тоа се две различни категории. Власта е состојба, владењето е процес. Значи, за да можете да владеете, мора да формирате власт. А што значи власт? Власта значи персонализирање на постоечките институции во државата, што ја представува државата. Значи, државата по дефиниција представува збир на институции во едно општество задолжени да практикуваат владење. Најважно е кога ќе се формира власта као состојба, дали во тие институции ќе дојдат компетентни луѓе со одредени вредности, затоа што само компетентни луѓе можат добро да владеат. Спојот на персоналот со институциите, со организациите многу е важна категорија. И тоа треба да биде таа на компетентна основа. Компетентноста што подразбира? Оспособеност на одредена персона за извршување на одредена функција во рамките на институциите во државата. И знаете сега, ако ја би сакал луѓето на тој начин да размислуваат, не е битно кој со кого ќе направи коалиција, кој ќе дојде на власт и ќе формира власт. Ова е најбитниот момент. Како владење понатаму ќе имаме као процес? Како ќе се институциите стават во функција на извршување на потребите на граѓаните? И тука е целата поента. Ние треба, за да биде тоа така, мора да се изградат одредени вредности и критериуми кои ќе бидат пропишани, за да некој може да извршува таа работа. Имаме многу случаи каде што некомпетентни луѓе доаѓаат на одредени позиции, нормално не може процесите да ги стават во функција додека научат некои работи и така. Има места во општеството, во државните институции каде што треба да се учи, ама има места каде што треба да дојдат научени луѓе. Таму не е место да се учи. Да, ова што го зборувате вие на некој начин влегува и во доменот на професионализмот во институциите, за тоа како што вие велите колку се компетентни личностите кои се ставаат на одредени позиции, но спомнавте и еден интересен збор, една интересна фраза, вредносен систем. Многу се зборува за тоа дека нашето општество го има изгубено вредносниот систем кој никогаш постоел каков таков во едно друго општество, во еден друг општествен систем. Сепак постоел одреден вредносен систем пред се за поставување на компетентни луѓе на одредени позиции, луѓе кои се обучени и стручни за тоа. Но тоа е оддамна ми се чини напуштено кај нас. Ајде да речеме не 100%, не во целост.
се разбира дека не е секогаш така, но гледаме често такви примери за жал, каде што тој вредносен систем не функционира. Зошто е тоа така? Да ви кажам вака, сите партии, без оглед леви, десни, вакви, такви, дали по националност едно друго, сите се борат да имаат што повеќе членство, што повеќе членови, мислејќи дека ако имате поголемо членство, вие сте поголема партија и така натаму и тоа е. Меѓутоа тоа се враќа после во негативна смисла. Знаете, ако имате некоја партија која има 150.000, 180, 200.000 и така натаму, членство, утре кој ќе, ако победите на избори, и сега треба да формирате власт, сите тие 200.000 очекуваат од вас дека нешто треба да бидат. Невозможно е да во една политичка партија се најдат кадри компетентни со што имаат одредени вредности и така натаму, за да се покријат сите позиции во општественото живење. И тоа е многу погрешно, знаете. И сега ако направиме на процентуално, ако гледаме, нели, во однос на другите држави и другите политички партии, еве да речеме некоја партија од Германија, колку членови има, и кој ќе видите колку членови кај нас има, значи ние многу повеќе во процентуално, нели, од народот, нашите партии имаат членови, него што имаат во другите држави. Значи, мора да се намали тој број. Оти членувањето во партија не значи сега затоа што вие членувате во партија и така натаму, па еве нешто и сте помогнале, сте направиле на друго и сега вие очекувате утре да бидете на некоја позиција и така натаму, не водејќи сметка дали сте вие компетентни за тоа или дали имате умината тоа стварно некои вредности. Освен само желба има да се... Тоа е клиентелизмот, тоа е проблемот со клиентелизмот. Значи и партиите и граѓаните се клиентелисти. Така е, сега ќе се појават луѓе кои он мисли дека нели може одредена функција да обавува, меѓутоа ако имате пропишани критериуми и вредности за таа функција, а он ги нема, тоа не е кај место кај што ќе се исполнуваат желби. Мора да се види дали е тој компетентен или има такви вредности за таа работа да биде. Па дури доблесно ќе биде доколку нема во сама партија која некаде во власт, се земе некој што е или непартиски или од друга партија на друго, се тоа да биде во функција на функционирањето на општеството, односно на институциите. Ќе се вратиме на овие феномени и појави, бидејќи ќе продолжиме да зборуваме за тоа, за политичката состојба. Ајде малку да се вратиме на претседателските избори. Мене ми е интересно што кога ги гледаме номинациите на партиите за нивни претседателски кандидати, па може би и некои кои вела дека се независни, но пред се зборувам за партиските решенија. Се чини дека тоа секогаш оди, сега зборуваме за партиски стратегии, оди во насока на тоа, бидејќи знаеме според анкетите кои две партии најмногу имаат шанси да изберат претседател, тоа е кај нас се ВМРО, ДПМН и СДСМ, тие кандидати кои гравитираат околу тие коалиции за претседател зборувам, имаат најмногу шанси. И сега овие другиве кандидати кои се од помалите партии се чини дека иако знаат дека не можат да победат според проста математика, според анкети, според историја, искуство и така натаму, дека најмногу се користат за одземање на гласови на противникот. Па значи, да речеме, СДСМ тамо бира некој таргетира што ќе одзема гласови од ВМРО, ДПМН, а ВМРО, ДПМН некој што ќе одзема гласови од СДСМ. За тоа ги користат тие помалите кандидати. Се согласувате ли? Види сега, тоа се веќе партиски... Да, ова е партиска стратегија, да. И така. Знаете сега, обично се вели, ако излезете на избори, сега добиете 50-60 гласови и така натаму, и тоа веќе, знаете, вас ви тоа дава некој кредибилитет, нели, утре да бидете одреден фактор, па кој ќе треба да се формира одредена влада, тоа има тежина и така натаму, нели? И сега сите се борат да дојдат до некоја бројка која има тежина, нели? Тоа основната смисла на тоа е тоа сега да се види ви дава релевантност.
дава релевантност и некоја комоција за утре да можете кога преговарате со поголемите политички партии да биете некои фактори кои ќе да бидете дел од власта или така натаму. Значи, тоа се нивните математики на партиите и нормално е тоа, да биде тоа така. Меѓутоа, да ви кажем една работа, ако вие сега дојдете до одредена бројка и така, освоите некои, колку освоите, нели, пратеници и така, и сега вие почнувате да уценувате вака, ако биде вака и така натаму, значи преговарате за што повеќе нешто, нели, да добиете. И тие пазарења не се добри, значи друго не е добро. Знаете, сега ќе влезат пример тројца во трката за преседател, нели, така натаму. И сега првите двајца што имаат намногу ќе одат понатаму, сега овој третиот кандидат, знаете, сега на кого он ќе ги даде од гласовите. Таквата формулација на нештата е многу неубаво за кој ќе кажете за народот. Гласот на поединецот не е предмет, па сега вие ќе го давате. Значи, тука воопшто не треба више да се замараат со тоа, знаете. Ја моите гласови ќе ги давам, како моите да оставите ги луѓето после, нека си гласат за кого што така, нели. Таквите пазарења не се добри. Значи, тоа е малце подценувачки за народот. Па и понижувачки, јас би кажал на некој начин. За луѓето, за гласачите. Да, кога гледаме претседателската функција, за разлика од, ајде да речеме, од парламентарните избори или од составите на парламентот, од пратеничките состави, од министерските состави во владите, претседателската функција сепак дава една известна доза на престиж кај нас, бидејќи не е толку честа, сме имале и претседатели во повеќе мандати, па еве, досегашни претседатели биле Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Ѓорги Иванов, Стево Пендаровски. Се чини дека таа функција носи еден престиж и кога вие ќе станете претседател, останувате доживотно претседател. Тоа е, па еве, слично и како кај вас, како кај генералите, например, вие, иако сте во пензија, секогаш ќе бидете генерал. Така и претседателот, секогаш останува претседател. И предпоставувам дека е затоа важно тоа да биде личност со највисока доза на интегритет. Сега зборуваме каков треба да е таткото на нацијата, тоа е прашањето. Точно е тоа. Пред се треба претседател да има морални вредности, од и моралните вредности, ако ги поседува човек, ако ги има акумулирано во себе, он при функционирањето секој пат ќе биде под притисок на тие морални вредности и неговите одлуки не може да бидат различни од моралните вредности на самата личност. Така. Понатаму треба да се има минат труд, што е многу важна работа. Че ја како велам, тоа искуство и знаење. Знаете, искуството и знаењето секогаш треба се надградуваат. И они одат по една линија, на една пирамида. Најдобро е кога одат по 45 степени така и па да се судрат некаде. Знаете, тоа обично тоа се случува негде после 50-та година. Значи порано не е добро, уште не се судрени искуството и знаењето. За да бидете мудар човек, морате да развивате искуство и знаење постојано, за во одреден момент да дојдете во една ситуација на мудрост. Тоа што го кажувате да е производ на тој минат труд, нели, што се однесува искуството и знаењето. Ако пребрзо одите само со знаење, а искуството овде правите, тоа ова ќе оди вака, не можете да се судрите никако, нели? И обратно, ако одите со знаење ќе биде вака, нели? Многу е важно, овој елемент е многу важен затоа што секој пат може да знаете колку сакате, меѓутоа мора тоа знаење, ако не издржи праксата, тогаш веќе морате и во знаењето да се коригирате. Можете само да теоретизирате, а тоа кој ќе треба да се примени во пракса, да тоа не знаете да го изведете и така натаму. Затоа е многу важно на функција претседател да бидат луѓе
кои дошле до ова што ја свелам спојна искуство и знаење и од тука натаму да почне мудрост. Ова прилично сликовито го објаснивте, интересно, прв пат го гледам на ваков начин и ми остава впечаток, бидејќи сега ми се навраќа мене меморијата на нашите искуства, например, дека ние сме имале премиери кои станале премиери и тоа во неколку наврати, не се работи за иста личност, по 30 години и близко до 30 години, значи многу далеко од пирамидата на искуството која вие ја покажувате. Сме имале министри кои биле на многу рана возраст министри и сега имаме некои млади луѓе, ајде да кажеме. Не поценуваме никого, но сега зборуваме за ова што вие го кажувате. Спој на искуство и знаење што ние очигледно многу пати не сме го почитувале на таков начин, може би затоа сме во оваа ситуација каде што сме. Нормално, видите, ја на почетокот реков дека во институциите на државата има одредени функции каде што треба да дојдат научени луѓе и со искуство и со знаење. Тие не се места каде што таму треба да учите. Не, се знае каде се учи што и каде се собира, нели, искуство и знаење и така натаму. И на тие места мора да дојдат луѓе кои го стигнале степенот на мудрост. За да водите сложени општествени организации, вие морате системски да размислувате, мора да донесувате одлуки во насока на функционирање на таа институција. Ако немате за тоа искуство и знаење, вие ќе донесувате одлуки што ќе ги кочат процесите. И често пати ние сведоци на такви некои лоши одлуки. Мудар човек еднаш кој ќе донесе одлука, он ја после операционализира, ја спроведува. Кај мудрите луѓе има една интересна работа што они почнуваат веќе да постануваат визионери за понатаму што како треба да се движи таа организација, како општеството и така натаму. А визионерството, визијата не е ништо друго него согледување на состојби во идно време. Значи, за да можете да погледате состојби во идно време, вие мора да и знаете многу и да имате искуство многу. Ама на 27 години е невозможно. Човек е биолошки несозреан за да стане мудар. Значи, разбирате? Да, јасно ми е, да. Ке направиме сега една мала дигресија од политичката анализа, баш во контекст на ова што го зборувате во однос на знаењето, на искористеноста на знаењето на нашите кадри, бидејќи за ова сум размислувал често, кај нас мислам дека луѓето, кадрите, професионалците, пред се оние кои се со, ајде да речеме, бенефициран стаж, како што сте вие во армијата, во полицијата, но и во други дејности без разлика каде што и се оди нормално во пензија, ајде да речеме со исполнување на стаж и на години, ми се чини дека државата многу брзо се опростува, ајде да речеме, од тие кадри, од тие луѓе во кои е инвестирано, се ослободува, ајде да речеме, од тие кадри во кои е инвестирано многу знаење и средства и години и труд. Едноставно така се пуштаат да се одат во пензија, не се користи нивното знаење понатаму и само се оди со обучување на нови млади луѓе и така натаму, и така еден циклус во недоглед. Зошто не се најде некаков начин сите тие луѓе кои сакаат, се разбира, да продолжат да инвестираат во иднината на својата земја? Точно е тоа, значи ретко која држава се ослободува од персони, нели, одредени персони кои што има акумулирано знаење, искуство и така натаму, и да после пензионирањето да бидат вклучени во одредени процеси, нели, не да бидат вклучени на места каде се донесуваат одлуки. Меѓутоа, подготовката на донесувањето на одлука тоа од многу големо значение да го дадат своето мислење, својот допринос. Пошто квалитетна одлука без оглед на кое ниво и во која институција на друго мора да биде добро подготвена. За да одлучите нешто, мора
sprovедete proces еден цел за да донесете таа одлука. За да може да се спроведе тој процес, тоа може да го прават луѓе само што знаат и што воделе процеси. Ако вие се ослободите од тие кадри што знаат, што ги воделе процесите, и сега ставате таму одредени луѓе кои го немаат тоа искуство, нормално дека и одлуката ќе биде погрешна. Овде не се работи, знаете, пазиваме поединци едно друго. Не, тоа треба да биде системско решение. Кога се носат големите одлуки, мора да се размислува системски. Значи, не парцијално, не она што го донесувате како одлука, како ќе се рефлектира на другите институции, како се рефлектира во општеството, како и така натаму. Затоа што општественото живење бара една организираност на тие институции, взаемно координирање, донесување нормативни правни акти, што ќе им го олесни животот. Пошто народот не очекува ништо друго од институциите, они затоа и постојат, за да им го животот направи што е можно подобар. Ако со одредени одлуки постојано му правите проблеми на граѓанинот, тоа воопшто не е добро. Знаете, демократијата секаде во светот и во теоријата почнува од доздола нагоре, не од озгора надоле. Затоа, зошто се бараат гласовите на народот? Значи, они изгласаат некого, очекувајќи дека ќе ги води во она што е нивни интерес. А може ли да без народот да спроведете избори? Па не може. Што значи институциите ќе ги формираат луѓе избрани што ќе владеат, меѓутоа тоа го прават луѓето. Ако е обратно, да не оди од оздола нагоре тоа него, тогаш јас скоро споменав еден термин што во ментална состојба нели ми личи на автократска демократија, знаете. Значи, ќе викаме демократија, значи власт на народот. Значи, ако е власт на народот, почитува волјата на народот и работи само за народот. Кај нас се изместени овие работи и затоа ни се случуваат такви. Подитно треба да се донесат нормативно правни акти во сите сфери на општественото живење, каде што кадрите, дали тоа било од институција, од труд, социјала, дали е МВР, дали Министерство за одбрана и така натаму, тие луѓе, доколку сакаат, не знам, имате луѓе кои се чувствуваат истрошени едно друго и не сакаат веќе тоа да прават. И тие што сакаат, да ги ставите во функција се со цел да се донесе што е можно по-добра одлука. Да, и ние сега имаме состојба каде што гледаме дека високото образование паѓа на сите можни рейтинзи, меѓународни рангирања, дека достигнуваме некои најниски нивоа, најниски точки во однос на тоа. Од друга страна, имаме луѓе кои можат да придонесат во пренесување на знаење, на обука, на предавање и така натаму. Втора димензија е, например, за време на ковид пандемијата, кога беа повикани пензионирани медицинари, професори, лекари, доктори да се вратат на работните позиции да помогнат. Значи, државата се сети во време на криза на нив. А сега ние зборуваме за нешто друго, за воспоставување на систем кој тоа ќе го превенира понатаму, каде што вие ќе ги имате тие луѓе цело време на располагање и ќе работат на создавање на нови кадри. Значи, треба, нели, како што реков, да се направат одредени нормативно-правни решенија, каде што ќе се возможи такво нешто. Знаете, сега имаме една ваква ситуација. Во државата, штом се формираат институциите, се направи спој на персоналот со институциите и така натаму. И сега има една категорија советници, нели? Советник за ова, советник за ова, советник за она и така натаму. Знаете, кој ќе видите што тој советник работи. Прави ли нешто воопшто советува? Дали воопшто, ама ако го поставите советник, треба му, нели, он прави одреден договор со одредена институција и треба сега да даде он некој отчет што направи он, што и советува, каде учествува во процесот на донесување на одлуки. Значи, дали е постојано таму присутен и ги следи тие процеси.
Значи, не можете само да се викате нешто, а тоа е само ради така проформа и така. Тоа нема смисла, тоа е... Да. Кога се зборуваме за функционирање на системот, еден од најголемите крахирања, ајде да речеме, е овој со патните исправи, се тоа што се случи. Имаме една тука разни изјави, разни информации, разни недоречености, разни нејасноти околу тоа зошто се доведовме во оваква ситуација, зошто немало доволно образци, дали имало, дали немало. Па не е само за пасошите, зборуваме претходно и за дозволите, за личните карти, за возачките дозволи, каде што законот, еве да речеме, за возачките дозволи се смени буквално во последниот ден и видовме значи дека имало решение, можело да се направи, но се чекаше исто така последен момент. Како се доведовме во оваква ситуација од една операција која треба да биде бирократска во својата основа, административна, да направиме еден страшен проблем, па дури како што велат некои експерти да го ограничиме и уставното право на граѓаните на движење. Не е убава ова состојба. И сега ние ако навлегуваме од тоа кој е крив, ние двајца секако не сме криви. Затоа што не ни е било тоа работа, нели, да го тоа правиме. Веројатно органите кои биле задолжени за да тоа го направат, има некои таму внатрешни аномалии што довеле до овој процес. И сега, јас најмалку би сакал дали е овој крив, тој крив. Фактичка состојба е дека ова што е. А кој бил задолжен за тоа да биде така, па тие се задолжени од друго. Значи, не може сега Министерството за труд и социјална политика затоа што не ги води тие процеси и така натаму. И сега зошто како дошло до тоа, тоа си има тоа нека луѓе кои им е тоа работа, нека си испитуваат. Знаете, за елементарна работа, да добиете лични документи, кои треба да дојде по автоматизам, не да биде малтретирање за граѓанинот, да оди да... Дури на крај на криштата има во одредени држави во светот, каде што граѓанинот воопшто не мора да оди таму, нити барање да поднесува, ни ништо друго. Има некоја евиденција, каде што ќе се види дека вашата лична карта е истечена и вие ќе добиете преку пошта нова. Вие нема потреба да дојдете да се малтретирате. Дај Боже и ние да дојдеме до таков еден степен, кога ќе има во државата одредена организација во рамките на некоја институција која ќе ги следи тие работи и ќе каже ќе го добиете пасошот по пошта дома. Не мора да одите. Значи, знаете кој е тоа малтретирање, вие сега да одите таму, па излегувате од работа, па не можете сега, па можете... Зошто? Не гледам тука. Знаете, ако тежнееме кон усовршување или дигитализација, компјутеризација на одредени работи на друго, и се поеќе и поеќе во таа насока треба, нели, да одиме, да се олесни тоа функционирање, тоаш може многу едноставно да се направи тоа нешто, следење. Господинот тој кој денеска на кој ми стекува или оден месец однапред и така натаму, одма ќе се направи тоа, благовремено ќе се земат и образци, едно, друго и така натаму, и ќе му пратите на човекот. Тоа е добро за државата, тоа е за институциите добро. И се надевам дека во иднина ќе се дојде до такво нешто. И ние сега наместо да се да се детектираат слабостите, да се поправи системот, за да не се случуваат вакви работи во иднина, ние имаме едно политичко препокување помеѓу партиите, особено во контекст на техничката влада. Сега знаеме, имаме таму технички министар од опозицијата, па се обвинуваат еден со друг кој е виновен. Но имавме еден конкретен пример, тоа е да речеме упадот на, како што некои велат, упадот на премиерот Талат Џафери во просториите на СВР Тетово, каде што дојде таму па ги испрашуваше службениците. Знаете, јас зборував и со некои луѓе кои се таму вработени, тие велат прво е недолично такво однесување од страна на премиер кон службеници во институција. Понатаму велат тоа е институција која има и одредени безбедносни протоколи. Значи, не можеш така да влезеш со камера и да ги снимаш луѓето кои работат таму, кои можеби и не сакаат да бидат снимени, а и не треба да бидат снимени, си има протоколи за тоа. Вие сте биле во армијата, знаете како функционира. Велат дека се работи за еден настан кој е
непримерен по многу насоки и освен што продуцира еден вид на популизам, ништо друго не е постигнато со тоа. Како би го искоментирале ова? Видете, во армијата или Министерството за одбрана има точно дефинирани надлежности кои за шо одговара, кои ингеренции какви има и така натаму. И дајте што е сега. Ја вака мене една друга работа ме интересира. Која е потребата, речем одреден командант на една единица, да отиде во некоја единица со помал ранг, во составот на таа повисока единица, и сега него му текнало на памет, ќе одам во таа и таа чета и така натаму, и он само оди во таа чета и... Значи, тоа е некое понижување на своите прво подчинети луѓе. Ако веќе сакате дојдете некаде, што е проблемот да кажете јас ќе дојдам таму и заедно ќе отидеме таму и така. Не можете вие сега да се и да има одредени аномалии, не може да се расправате вие сега со командирот на водот, а вие сте командант на бригада. Значи има кој со кого, ако има одредени аномалии, со командирот... Си има команден ланец структури, да. Има командирот на чета и се. Ако нешто бе командантот на батальон, па да дојде до командант на бригада и така натаму. Тоа е почитување на една хиерархија и тоа така би требало да функционира. Се зборувам во армијата, нели, како сега не знам во МВР какви ингеренции, надлежности има и како е тоа пропишано. Кој, каде, како, кое време може да отиде. Може би има одредени таму процедури или упатства, правила и така што го регулираат ова, и не можам сега да кажам дали он во право или не е во право. Значи, затоа што не ги знам тие процедури. Секако, мислам дека доколку таа просторија стои дека е таа безбедносна зона од прв, втор, трет степен или не знам кои, не смее да влегуваат луѓе кои не се компетентни за тоа. И сега вие во таква просторија да внесете камери, луѓе да сликаат едно друго, тоа што не е вред. Меѓутоа, ако нема такво нешто, па важи ова што го рековте, оти некои луѓе па може не сакаат на телевизија да излезат. Се работи за заштита на лични податоци и се. Така и едноставно работене се во безбедносна институција. Да. Можно е да и премиерот да има одредени ингеренции да отиде таму она и така. Тоа не е спорно, нели? Меѓутоа да одите и да влезете таму и да јавно пред целата јавност да критикувате одреден вработен, тоа не е во ред на работа. Се има таму, како што вие велите, самиот надлежни, се има шефови, се има понатаму горе се има и министар на крајот крајва, каде што треба да тече таа комуникација. Не е спорно и он што отишол таму, спорно е што сега ти правиш одреден колективен рапорт со луѓе таму, нели, кои работат, кои пред целата јавност, не сме да се прави. Но гледаме такви примери. Има некои лидери од регионот кои многу сакаат на таков начин да работат, се работат за пиар. Нема, ќе кажеме, нема врска, тоа е, например, српскиот председател Вучич, кој тоа цело време го прави. Очигледно дека се има пресметано дека добро му е за рейтинг и така си ја води својата кариера. Но ова на некој начин мене ми наликува на пресликување на тој начин на однесување кој, како што кажав и пред малку, ми личи само дека е популистички и ништо повеќе. Па, знаете, кој ќе излезете од принципите и нормите на демократијата, односно она што чини демократијата и како треба да се однесувате во устови на демократија, и ако излезете од тоа нешто, нели, се повеќе тоа наликува, нели, на автократија, нели, еве јас тоа ќе го правам, едно друго, што мислам дека нема потреба од такви... Се оди преку мене, нема други институции, нема никој. Јас сум тој, готово, и што да ти кажам. Никој од нас не е ништо, тоа е творевина на некој што го донел таму да биде. Ама тако, некој го донел некого негде да биде, тоа не значи дека сега однесувањето треба да биде, да кажам така, недемократски, не принципијално и така натаму. Да.
Добро, тука некаде ќе подвлечеме црта, ајде да речеме на политичката анализа. Јас како што кажав и во најавата, сега пред крај малку ќе поразговараме за безбедносната состојба. Пред се во контекст на војната во Украина се разбира, тоа е најголем безбедносен предизвик и за континентот и за регионот. За почеток гледаме дека генерале се реотвара една дебата, едно прашање за повторно воведување на војниот рок. Тоа го воведуваат и соседните земји, но и земји од Европската унија во разни форми, се разбира, и гледаме дека тоа прашање се отвора и кај нас. Кој е вашето мислење за тоа? Треба ли повторно да се овозможи или да се воведе служење на воен рок и како? Многу одамна, и уште од кога бев во активна војна служба и така, јас секој пат сум се залагал и сум пишувал за тоа дека треба да има регрутна обврска во сите држави кои сакаат да се играат еден одбранбено заштитен систем кој ќе овозможува квалитетна одбрана и заштита на општеството на луѓето и така натаму. И јас тоа го поддржувам и понатаму ќе укажувам на тоа дека е тоа добро. Видите, ја не случајно реков одбранбено заштитен систем. Кога зборуваме ние за одбраната, одма мислиме на војска, на сили, вакви сили, така. Видите, ако велиме одбранбено заштитен систем, мора да видиме каде е и заштитата. Ние имаме дирекција за заштита и спасување, имаме центар за управување со кризи, кој директно треба да се справуваат со таа врста на загрозување, нели, што од невоен карактер. Знаете што се случува сега? Било која криза, нешто дима и така натаму, имате вие дирекција за заштита и спасување, луѓе работат, колку не е битно таму и така, ама немате сили да се справите со тоа. И после, ќе барање до армијата да ни даде толку и толку. Значи, на армијата... Секогаш се бара вклучување на армијата, по принцип. Секоја институција во државата си има точно одредено ингеренции што ги има и со што треба да се справува, како причина зошто постои. Ако правите одредена институција и ја формирате, еве да кажеме против пожарна бригада, што е првото, зошто е она задолжена? За да гаси пожар. Она може и друго да работи тоа, инцидентно, ама ако другите институции надлежни за тоа што им се исцрпени капацитетите, односно одредено загрозување од такви размери да не може да се справи, тогаш сите ќе помогнат институции, тоа не е ништо спорно. Ама не можете, знаете, као приоритетно да давате сега на полицијата или на армијата за нешто што треба некој друг да го работи. Што му е приоритетна задача. Знаете, тоа исто испаѓа сега, еве ја спомнав противпожарната бригада, нели? Са има пожар и они ќе бараме од армијата доди да го изгаси пожарот. Или бараме од МВР тоа, или бараме од... А вие што правите? Па ние, еве, констатиравме само и така. Значи, тоа не е добра таа работа. Затоа, ако зборуваме за одбранбено заштитен систем, не треба само да гледаме армијата. Овие млади луѓе што би оделе во војската, да се оспособуваат за да бидат, не да бидат утре само војници, не може да бидат дел од овие други институции кои се бават со одбранбено заштитниот систем и да си имаат значи своји ингеренции таму и своји сили и средства, за кои ќе се деси нешто да си интервенираат со тоа. Знаете, како вие ќе направите сега одредени единици во дирекција за заштита и спасување, од кој персонал ќе го земете? Како ќе развивате вие резервни сили во армијата, ако сте укинале било каква, да и доброволна, се нема и регрутација никаква, од кого ќе правите таа резерва? Значи, така не се прави системот. Ова е едната димензија на ово нешто. Друго, нема ништо подобро од тоа
да млади луѓе на 18-19 години, сега не зборуваме за тоа дали ќе биде 3 месеца, 4 или 5, тоа е ирелевантна работа, разбираш. Значи, од Охрид, од Кичево, од Тетово, од Кочани, од Струмица и така. Да мислите, они 3, 4, 5 месеци ќе бидат заедно, ќе се запознаат подобро. Другарства ќе се развијат многу и така натаму. Одредени бизниси утре и така натаму. Па овој ќе отиде вон. Знаете, има ние са млади луѓе не мрднале, не од Скопје не мрднале. Имате вие деца од Ѓорче Петров, млади, кои не биле во Драчево или во аеродром, или така затворено нешто и така. Следна работа. Многу е важно да се направи, да младите луѓе се научат на ред. Знаете, сака неќе кој ќе дојде млад човек во војска, он ќе стане во толку сатот, па ќе оди се избричи, ќе оди таму да физкултура ќе прави, па ќе доручкува, па обука ќе има и така натаму, и ќе си самиот да си ги врши своите работи и да неговиот ментален склоп се развива во една друга насока, не знаете во каква е сега ситуација со младите. Секакви пороци, секакви пороци. Знаете, порано многу се зборуваше за тоа, не е регрутниот тоа, ние пошто треба да бидеме во НАТО, еве се јас не членка во НАТО, НАТО вели не е тоа, не ви треба, тоа е едно друго, што не е точно. Јас сум одел во НАТО и сум разговарал за сите овие работи и со релевантни, тоа со директор за планирање во НАТО, кој ќе му спомнеш, тоа е ваша работа. Ако мислите дека ќе биде добро направите. Има многу членки на НАТО кои имаат редовно служење на воен рок. И ова е многу важно. Што појак одбранбено заштитен систем во секоја држава на НАТО, појак НАТО. Значи, сите држави треба натрешно да си ојакнат одбранбено заштитниот систем, така се јакне и НАТО. Се разбра колку е појака кариката, појак е ланецот. Тоа не, 2 и 2 еднакво 4. Да. Или обратно, најслабата карика секогаш пука. Во однос на НАТО, кога веќе го спомнавте, и во однос на кризата во Украина, има неколку работи. Една е што министрот за надворешни работи Бојар Османи вчера кажа дека после во неговото излагање во однос на кризата на 2 годишнината од војната во Украина, дека после Украина и тој регион, следна цел на Русија е Балканот. Тоа во контекст на тоа доколку Русија се разбира успеа да победи во Украина, дека ќе го продолжи конфликтот понатаму. Еве прво, се согласувате ли со тоа тврдење? Мислите ли дека Русија би продолжила понатаму со некаква експанзија? Дали е тоа директна воена или некаква асиметрична закана дестабилизација или така натаму? Од каде ние може да го знаеме тоа? Че, знаете, пред да почне војнава во Украина, Русија да нападна Украина, и са првите една недела, колку таму, 10 дена, знаете, се зборуваше, крајна цел на русите е Киев, од кај може да нападнат Киев, ваму таму. После се испостави дека сосема е друга, замислата и така натаму. Моје мислење е дека не треба да се даваат такви паушални изјави. Знаете, за да можете да тврдите што е нешто цел на некого, мора да знаете начин на кој тој, да речеме противникот, на кој начин размислува и кои се целите. Можете сега да кажувате такви изјави, знаете, тоа многу негативно делува кај луѓето, значи, заплашувате луѓето. Сега ова ако биде, ние сме тука наред и ова, зошто нема потреба да се ствара таква една еуфорија за таа работа. Едноставно, знаете, почеток и крај на секоја војна е, значи, почеток на војна е неуспех на политиката. Значи, и затоа и се вели, нели, војната е продолжување на политиката со други средства. Да, според Клаузевиц. Значи, според Клаузевиц, нели, така. Па, ако е тоа така, па дај да разговараме уште. Зошто да продолжуваме со други средства? Па, ајде сега, попосле,
Ај пак ќе разговараме. Ај после пак ќе разговараме. Ако после не бива, после пак ќе разговараме. Сакате да кажете, секогаш е подобро да се разговара до недоглед отколку војна? Нормално. Подобро е 100 години да разговараш, да се договараш, да преговараш, него ли еден ден да имаш војна. Во однос на тоа, на вчерашниот состанок на НАТО во Франција дојдоа прилично, ајде да речеме, и вознемирувачки пораки во однос на конфликтот, а тоа го кажа и францускиот претседател Макрон и полскиот претседател дека се разговарало на состанокот и за директно инволвирање на НАТО во Украина за праќање на копнени трупи доколку е тоа потребно за да се спречи Русија да победи, како што велат они. Нема таква одлука. Се уште вели има НАТО членки кои кажале дека се подготвени да пратат трупи, други кажале дека е потребно за тоа се уште да се разговара, но ми се чини дека она што е загрижувачки е што веќе се разговара на таа тема воопшто. Тоа претходно, например, не беше ни тема на разговор. НАТО велеше дека нема директно да се инволвира во Украина, дека ги помага само војно, но сега зборуваме и за можно инволвирање директно на НАТО во конфликтот, а се разбира дека и ние колку и да сме мали или како што некои велат не толку важни, сепак сме членка на НАТО и би биле директно инволвирани во тоа. Принципиелно НАТО треба да биде така и стои во сите тие документи, нели? Треба да реагира тогаш кога една членка или повеќе членки од НАТО нели се загрозени од одредени воени дејства. Да, членот 5. Да, треба да реагира и да брани територијата покриена со земјите членки на НАТО, не? Сега НАТО да интервенира во нешто каде што не е тоа, нели, дека е НАТО нападнат едно друго, тоа веќе треба да се почне да се размислува на еден друг начин, нели. Која е причината, нели, зошто сега НАТО ја брани одредена територија, што не е дел од територија на НАТО, и толку упорно ќе брани и со сили, со средства на друго, а објаснувањето ќе биде, па напаѓаме затоа што ние сакаме таму да заштитиме, да биде демократска, да биде, не држат вода тие такви работи. Зошто тоа го се прави? Затоа, според моje мислење, треба подитно да се седне и да се разговара, да се решат проблемите, а не да се влегува уште поголем проблем. Знаете, ние сите треба да се вака замислиме луѓе во целиот свет да се замислиме. Значи не можеме со оган не убаво да се играш, нели? Уште од мали кони вика, нели, деца, немојте со огин да играте и така натаму, тоа така не. Треба да се замислиме на тоа. Знаете, може да дојде до таква ескалација, не дај Боже така, ако дојде до големи судри од големи размери на друго, да не забораваме дека има нуклеарни бомби и едните и другите и трети, и што се треба да срада светот за тоа? Значи, знаете, не дај Боже да дојде до такво нешто. И не можете некого да притискате до зид, до таа мерка, знаеш ти кој ќе се притисне до зид, тогаш веќе нема избор на средства. Сите капацитети што има ќе се употребуваат и од една или од друга страна. Значи, дали Русија ќе притисне ваму и дали оно, па зошто да одиме кон таа насока? Значи, едноставно тоа не можам никако да го разберам. И може да имате сега, знаете, ќе има аналитичари кои геополитички интереси, вакви да трнеме тие интереси на страна. Се тоа решава. Ситуација, овие сакаат тоа, овие сакаат тоа. Целта е ова да биде вака, да биде така. Па добро, ако знаеме дека е тоа, да седнеме, и да разговараме. Добро, овака ќе биде, така ќе биде. Посте ги луѓето нека живеат. Зошто, знаете, и кога правите геополитички анализи и интересите на оваа земја се такви таму, такви. Интересите ваму, е добро кој ќе дојдете до судир на тие интереси. Мудрост е тогаш да не дозволиш да има војна. Тоа е умешност на политиката. Да најдеме средина. Значи, деескалација наместо ескалација. Со овие зборови да ја завршиме емисијата. Мислам дека е најдобро да биде како порака. Генерале, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам што ме поканивте.
Ви благодарам уште еднаш. Ова беше генерал Димче Петровски во првиот дел од емисијата. Останете со нас, одиме со една пауза за реклами и потоа продолжуваме со Билјана Дуковска, платформа за борба против сиромаштија.